Да ви кажам право, имав така бурна недела, седмица всушност. Роден дени, погреби, настинка, грлопак и така натака. Меѓутоа, фала му на Бога, тука сме заедно и верувам дека ќе биде оваа сабота благословена. Не сакам ваква улога, ќе видите зашо станува збор, малку е неблагодарна, ама е составен дел од службата на еден пастор. Е неблагодарна, навистина, меѓутоа верувам дека Бог ја цени и тоа како. Знаете, кога се крштевав на 8 март 1997, значи пред скоро 26 години, брат Винко ме крштеваше, ми го додели овој стих, значи на крштеницата го имам стихот, од второ послание до Тимотеј 2.15. Труди се грижливо за да се покаже себе си достоен пред Бога како работник, кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда словото на вистината. Не знам колку ми одговара овој стих, само Господ знае, меѓутоа, она што јас го знам од моја страна е дека се трудам. Како што вели Павле, се трудам. Трчам напред, заборавам, сите правиме грешки, сме направиле, и трчам напред. Се надевам дека нема да ве задржам многу, меѓутоа ќе ми простите ако бидам подолг, затоа што сакам да бидам јасен, разговетен, да сватиме сите. Обично знам да бидам брз во зборувањето, ми имаат најдено замерка некои. Тоа е од причини што порано, на почетокот, на самиот почеток, замерката беше од тоа дека проповедите ми се долги, и точно така беше до час време дури. Па сега како поминува времето ми се скратија некаде на пола час до 40 минути и сега некојаш кога ќе собереш поголем материјал, ја не сум таков па да ја делам проповедта, па затоа за да го збутам материјалот и да го кажам целиот и така некојаш мора малку некоја втора брзина да кажам. Денеска се надевам дека ќе биде јасно, читко и гласно на мојот македонски јазик, иако сум од истокот, нели, потекнувам, со мал француски нагласок, оно што мене ме одбележува. Што друго да кажам? За погрешно да не се разбереме, зашто реков ваква улога е неблагодарна, знаете, обично Елен Вајд вели дека треба да има разлика во размислувањата. Зошто? Затоа што тоа поттикнува да копате, да барате, да дојдете до правилниот одговор, до вистината. Меѓутоа, многу е подобро да тоа биде кога станува збор за некои шкартливи, така малку теми, да биде во наш круг, да речеме ваму, таму. И тука можеме да разминуваме мислења, да копаме, да бараме и така натаму. Меѓутоа, кога нешто ќе се каже јавно одговорница, тогаш мора да се врати јавно одговорница, да се возврати јавно одговорница. Тоа е насловот на темата. Дали веруваме ние како адвентисти во ова што опишува овде? Нема друго пророчко време, или да додадам, после 1844 година нема друго пророчко време. Тоа како адвентисти ние треба громогласно да кажеме да. Добро. Ево го Самуил, поздрав и до него. Мило ми е што си тука во нашите редови. Значи, беше представена една конструкција
минатата сабота овде, која што беше сеја, ама не длабинско проучување. Јас се надам дека ова ќе биде длабинско, иако пак некој може ќе каже тоа дека тоа е моје размислување во ред, но ќе почнам вака првен. Сеќавате дека главната бројка која што се спомнуваше минатата сабота беше 1335 дена. Тоа се деновите кои што се спомнати во Данијел 12 глава, последната глава од Данијел 12. Ајде, може да ги прочитаме овие стихови. Значи, последната глава од Данијел 12 глава, и тоа се тука негде последните стихови, 11 стих. Од часот кога ќе биде укината секојдневната жртва и поставена грозоста на запустувањето, 1290 денови, тоа е првата бројка, и потоа блазимо на оној кој ќе дочека и ќе стигне до 1335 денови. Овие два броја се поклопуваат и се дел од пророштвото од Данијел 8 глава, 13 и 14 стих, да не читаме сега, да не бидам предолг, читате баш 13 стих, се спомнува грозоста на запустувањето. И имаат ист почетен датум, 1260 и 1290. 1260 знаете кои се тие денови, или време, време и половина време. И секогаш, и тоа е адвентистички став, сите овие пророштва се користеле историски се гледало, значи никогаш не се гледало футуристички во иднина. И не се земале овие бројчи како буквални. Туку ден за година, го знаете правилото. Тоа правило не е за џабе имплементирано од страна на адвентистите. Сега, се спомна дека Елен Вајт ја спомнува оваа бројка во своји цитати, среде тој цел нејзин опус од 100.000 страни. Да, го спомнува овој број само еднаш. Односно, 3 пати, меѓутоа тоа е еден ист цитат. Еден цитат кој што се наоѓа на 3 места, сите се во незините манускрипти, односно рачни ракописи. И еве јас нема да го прикажувам на слайд цитатот, затоа што може ќе ве забуни, затоа што може малку на изглед буни, но ќе ве образложам зошто е и лесен да се свати. Значи, дејствието се случува 1850 година во куќата на братот Хастинг, каде што всушност постоела домашна црква. И Елен Вајт со Джеймс Вајт и веројатно други некои тука се собрале и тука бил присутен и некој брат по име Хјуит, или презиме му тоа, како и да е. Тој им бил познат од претходно дека застапувало некои погрешни верувања, повеќе погрешни верувања. Дури ја нарекол Елен Вајт Језавела. Знаете, па и вчера читавме во петочното богослужение дека Елен Вајт трпела многу напади во нејзино време од разноразни фанатици и луѓе кои што едноставно верувале во некои погрешни работи. И вели во цитатот дека ние, значи веројатно со Джеймс Вајт, затоа што ќе кажам, Джеймс Вајт или Јаков Вајт, незиниот маж, истите овие пророштва од Данијел 12 глава ги толкова историски. Значи ден за година. И сите тие завршуваат 1144, мислам крајно. Затоа и насловот е нема друго пророчко време после 1144. И меѓу другото му укажале на некои од неговите грешки во минатото и тоа дека 1335 дена се завршени. Значи, збориме за 1850 година,
му кажува дека тие денови се завршени. Значи, братот верувал дека не се завршени, дека ќе се одвиваат некојаш во иднина. И потоа таа почувствувала потреба да се јави самата Елен Вајт на самата таа средба што ја имали или богослужение, па клекнала да се моли, да се молат сите заедно и резултатот бил добар затоа што овој брат дури се расплакал и се покајал и ги признал своите погрешни верувања. Значи, ако истражувате, ќе најдете, многу лесно е денес, барем со ова денешна технологија, дури не ви треба ни софтверот од Елен Вајт да го имате и веб страница онлайн, каде што можете, доколку добро го владеете англискиот, па и не мора кој знае колку добро, ке куцате број 1335 и ќе видите колку цитати ќе ви излезат. Сега, одиме на првиот цитат. Само момент да... За да не вратам врат натаму, да читам од тука. Имате цела една глава, тоа е третата глава поред во книгата Последните настани. Под наслов Кога ќе биде тоа? Знаете на што алудира? Учениците го прашуваат Исуса, а кога ќе биде тоа? Кога ќе биде крајот на светот? 24 глава Матеј, и знаете дека Исус се бави тука со еден куп знаци им укажал, знаци. Тоа е многу битно. И во таа глава, меѓутоа, ако го земете она проширено издание, значи не скратеното издание што го издадовме, што го имаме и што го делиме на пријатели, знаете, од таму, пошто е компилација, па си дозволивме да извадиме некои делови кои што се стрикно за адвентистите, за да послужи за луѓето надвор. Значи, овие првите два цитата што ќе ги читаме се ќе ги најдете само во проширеното издание, она старо издание на времето што го имате издадено уште пред јас да дојдам овде. И еве го едниот цитат. Значи, повторно од манускриптите. Наш став е дека треба да чекаме и да стражариме. Ние веруваме дека никаков одреден датум нема да биде објавен помеѓу истекот на пророчкиот период од 1844 година и времето на доаѓањето на нашиот Господ. Значи, што вели? Никаков одреден датум. Океј, сега ќе кажете датум, значи ден. Видиме понатаму. Не, добре. Друг цитат од вториот волумен на Одбрани пораки, Selected Messages. При собирот во Джексон, значи имало некој собир, јас на тие фанатични групи, значи им се обреке Елен Вајт на некои фанатични групи, јасно им реков дека ја извршуваат работата на непријателот на душите. Дека се наоѓаат во темнина. Тие тврдеа дека имаат голема светлина, дека времето на милоста ќе истече во месец октомври 1884. Значи 40 години од 1844, тврдат дека времето на милоста ќе истекло во октомври 1884. Јас јавно изјавив дека на Господа му било угодно да ми покаже дека од 1844 година нема од него да има никаква порака која би одредувала време. Многу јас цитат. Од Господа нема да дојде порака никаква после 1844 која би се бавела со одредување на време. Сега овие цитати, почнувајќи од тука, можете да ги најдете и во скратеното издание од Последните настани. Преглед и гласник од 1992. Не е наше да ги знаеме точното време и излевањето на Светиот Дух и Христовото доаѓање. На Светиот Дух и Христовото доаѓање.
Зошто Бог не ни го дал тоа сознание, прашање? Затоа што не би го употребиле правилно кога би ни го дал. Состојбата која би настанала помеѓу нашите верници како последица на тоа сознание, многу би го уназадила Божјото дело на подготвување на луѓето да опстанат во големиот ден што ќе дојде. Ние не смееме да живееме во постојана возбуда поради тој датум. А таквите пореки токму тоа побудуваат возбуда. Значи, јас би се изразил според оние предавања што ги имавме летово, минатото лето, делуваат на пониската природа, на чувствата, ги побудуваат чувствата, а разумот може и да е исклучен. Цело време си на слайдовете? Да, окей. Вие нема да можете да кажете дека тој ќе дојде за 1, 2 или 5 години, ниту смеете да го одложувате неговото доаѓање велејќи дека тоа ќе биде за 10 или 20 години. Многу интересен цитат. Нити дека ќе биде брзо, нити па немојте да одложувате дека ќе биде па не знам по 20 години. Ќе видите зошто, значи мислам тоа има многу убава практична примена. Одиме понатаму, писмо. Ние се приближуваме кон големиот Божи ден. Знаците се исполнуваат. Сепак, не сме добиле порака, која би ни го кажала денот и часот на Христовото доаѓање. Господ мудро го сокрил тоа сознание од нас, за секојаш да бидеме во состојба на исчекување и подготовка за второто доаѓање на нашиот Господ Исус Христос на небесните облаци. Значи, подготовката за второто Христово доаѓање не е како подготовка од типот ќе одите негде на пат, па и сега куферот, студалиштата, не знам што ово она. Подготовката е секојдневна. Кога Господ вели денес е денот на спасението, вие денес треба да се спремни, вие денес треба да го живеете живот како да е последниот ден од вашиот живот, или како да тој ден ќе дојде Исус. Ако така го живеете животот, не ви се потребни датуми. Уште еден. Мислам дека овој... Да, овде ми беше дуплиран, да. Ривен Хералд, преглед и гласник. Бог никому не испратил порака дека ќе поминат 5 години или 10 години или 20 години до завршувањето на историјата на оваа планета. Тој не би сакал на ниту едно живо суштество да му даде изговор да ја одложува својата подготовка за неговото доаѓање. Продолжува цитатот. Тој не би сакал било кој да рече, како што тоа го сторил неверниот слуга, значи се алудира на парабола позната, нема мојот господар уште долго да дојде. Тоа би довело до немарно запоставување на можностите и предимствата што ни се дадени за да се подготвиме за тој голем ден. Значи, од една страна, ако си речете, и да, леко ќе станете немарни. А што мислите дека ако рече некој, ако ви каже следната година или после 3-4 години ќе дојде, дека ви ќе се спремате? Дека тоа ќе делува на вас така? Одеме понатаму. Ова е сега влијанието на одредување на датуми. Какво влијание има врз верниците? Таквите пореки какво влијание имаат? Значи, ова е дух на пророштво. Посебно мене ми засмета кога се истакнуваше, ако му верувате на Божиот пророк. Ако му верувате. Еве, верувајте му. Јас од стартот, како станав адвентист, за мене правило е Библија прво, дух пророштво второ. И нема мрдање, вие самите сте сведоци дека ја многу ретко користам нешто и во моите предавања и проповеди, нешто да си додавам, нешто да си креирам. Стих, цитат, најчесто е така. Сега, окей, нешто ќе кажеш од себе нормално, ама да не биде надвор од тоа.
што е кажано веќе од инспирираната реч. Видите го сега ефектот, иако од претходно имавме една проповед која зборував за времето баш, и тогаш истакнав дека одредување на датуми за второто Христово доаѓање е губење време, во тој контекст беше тогаш. Што вели овде? Бидејќи одредуваните датуми изминувале еден по друг, а имало до сега кој знае колку, такви обиди, светот останал, барем што се однесува до скорото Христово доаѓање, во уште подсврсто неверување од колку порано. Па тоа е логична последица на такво нешто. Не дојде тогаш, не дојде тогаш, не дојде, нема вистина, нема врска, значи нема да дојде. Луѓето со презри ги гледаат промашувањата на оние кои одредувале време и токму затоа што биле така мамени, луѓето значи, ја отфрлаат вистината што ја изнесува Божјата реч, дека крајот на се е пред вратата. Ние не сакаме да ги доведеме до превирање човечките страсти, така што чувствата ќе завладеат со принципите. Тоа што претходно го спомнав. Сметам дека мораме да бидеме внимателни во се. Ова мислам дека беше во контекст на некои од тогашните браќа пионери, нешто као му се придало такво значење дека нешто како да се обидувал да предвидува некои датуми, па сега вели, ние не сакаме да ги доведеме до превирање човечките страсти, така што чувствата ќе завладеат со принципите. Сметам дека мораме да бидеме внимателни во се, бидејќи сатаната работи и вложува крајни напори да предизвика зло со своите лукавства и методи. Мораме да се чуваме од се што би можело да предизвика превирање, возбудување на погрешна основа, бидејќи тоа сигурно ќе доведе до реакција. Нема шанси да не доведе до реакција. Ја би рекол. Што еден цитат од вториот том на Одбрани пораки. Секојаш ќе има лажни и фанатични движења во црквата кои ќе ги предводат луѓе што ќе тврдат дека Бог ги води, луѓе кои ќе трчаат иако никој не ги испратил и ќе одредуваат денови и датуми за исполнување на неисполнетите пророштва. Непријателот е радосен кога тие го прават тоа, бидејќи нивните последователни промашувања и наведување на погрешни заклучоци предизвикуваат забуна и недоверба. Мојата прва замисла беше да оваа тема ја држам вечерва, ама си реков сепак ќе ја држам од Сабајле, заради тоа што баш се плашев околу ова, да не па додатно ја сега забунам некого и да предизвикам недоверба. Пред се мислам на нашите пријатели. Па и луѓе не гледаат. Интересно е што имаше многу голем интерес за минато саботната проповед. Ми се јавуваа неколку души. Тоа е таа возбуда. Сега ова е интересен дел. Што би ги сублимирал оние цитати. Зошто за една, две, па пет, па зошто 10, 20? Кој е ефектот на тоа? Еден брат ми рече, Елен Вајд кажува, сестра Вајд, што мислиш, дали Господ ќе дојде во текот на следните 10 години? И таа му вели, дали нешто ќе се смени ако тој дојде за 2, 4 или 10 години? Мислам дека барем делумно, вели тој, би се однесувал поинаку, кога би знаел дека Господ ќе дојде за 10 години. Како тоа поинаку? Што би предизвикало тоа кај него? И тој вели, што би правил, го прашав, па би го продал целиот свој имот и би почнал сериозно да истражувам Божјата реч, до тогаш значи не бил сериозен, за да се оспособам да ги предупредувам луѓето да се подготват за неговото доаѓање. Значи, до тогаш, веројатно слабо и сведочил, зборувал за такво нешто, не му било битно толку, ама сега, за 10 години ќе дојде, близу е. Освен тоа, би се молил на Бога да ми помогне да се подготвам за средбата со него. Продолжува цитатот. Тогаш го запрашав, а кога сигурно би знаел дека Господ нема да дојде во текот на следните 20 години, дали тоа би влијаело врз твојот живот? Мислам дека би влијаело, одговори тој. Знаете во кој поглед и како би влијаело. Тука завршува цитатот. Ке се опуштам.
Нема потреба, има време за подготовка и така натаму, и така натаму, и така натаму. И продолжува цитатот. Колку себично звучеа зборовите, сакав да кажам, тука завршува разговорот, нивниот цитатот продолжува. Колку себично звучеа зборовите дека би живеел со поинаков живот кога би знаел дека Христос нема да дојде уште 10 години. И сега видите го заклучкот и многу јак. Зошто? Па Енок чекорел со Бога 300 години. 300 години еднакво одеше Енок со Бога. А ние 5, 10, 20 во нашиот беден живот од 60-70 години. Тоа е поука и за нас дека треба да чекориме со Бога секој ден и дека нема да бидеме сигурни се дека не почнеме да стражариме и да чекаме. Ако ме погоди таа втората песна претходно. Навистина колку Господ треба да ни прости нам, како ние ги живееме нашите животи. Дали стражариме, дали чекаме, целата поента на тоа, кога Исус ги кажува знаците и кажува некое време, разбирате, за да чекаме, за да стражариме, затоа што никој не го знае часот, никој не знае кога ќе дојде, никој не знае колку нашиот живот ќе трае, дали утре ќе бидеме живи. Толку е непредвидлив животот. И сега доаѓаме до делот, каде што? Имаме едно, јас ќе кажам, според мене ова, како што истражував, иако имав бурна недела, седмица ви кажав, седнав и не беше тешко на вистина, и со температура, и со главоболка, и што седне. Седнав и ги истражив сите цитати од Елен Вајт, кој што се спомнува 6000 години, и сите цитати кои што се спомнува 4000 години. И сега има тука неколку, нормално нема сите да бидат, зашто реков не беше тешко, затоа што се десетина цитати всушност, кои што се повторуваат во различни нејзини книги. Така да овде се издвоени сега во наредните слайдови најбитните според мене, каде што чисто логички онака со здрав разум ќе размисли да видиме што сакала да каже Елен Вајт, кога вели 6000 и кога вели 4000 години. Сега овде морам да се разочарам и од проповедта и видеото на Валтер Фајт, затоа што и тој се фати за некои од цитатите кои што и братот Слимовски ги цитираше минатиот пат и си конструираше нешто што според мене е погрешно, иако тој е онака малку оволкав круг заокружи за последното време, за разлика од него Слимовски, да бидеме реални, кажа февруари-март 2024 година неделен закон. 1335 години после тоа доаѓате до месецот, иако кажа есента 2027, така беше? Погледнете го видеото. Значи тоа е многу близко. Нагаѓање сакам да кажам. Сега, цитатите за 6000 години, неколку се тука, ви кажав, оние кои што се поважни за мене. Да, беше спомнато дека има 100 цитати, а не се толку, верувајте ми, јас претражив, значи, не знам колку беа 70, не знам, не ме фаќате збор, беше кажано дека се 100 во ред, тоа не е проблем, значи секој може да сгреши, немојте да ме фаќате погрешно, јас можам, секој од нас може да сгреши. Ама затоа е тука инспирираното слово и реч. Овие пораки не се пораки против човек, туку е поентата да разбереме, да сватиме, да живееме богоугодно како што треба, да не се возбудуваме непотребно, живееме во свет во кој што возбуди на сите страни колку сакате од непријателот на душите. Ние немаме потреба од такви додатни некои возбуди, не знам какви, меѓу нас. Што не значи дека не треба да се подготвуваме, да бидеме спремни уште денес, значи тоа не го заборавајте. Големата борба. Ги издвоив цитатите од големата борба пред се, мислам дека од Копнешот има повеќе, значи како книги кои што се достапни на секој од нас. Сега да не барате, не знам, и затоа што се повторуваат овие цитати. Што вели овој првиот? На овој начин
Сега издвоен цитатот, не е битен контекстот туку битно е што, мислам цитатот кажува што е, во кој контекст се користени 6000 години. На овој начин големиот бунтовник под оваа маска го продолжува против Бога својот бунт, што го почнал на небото и што трае речиси 6000 години на земјата. Сега, нели ќе речеме тука, ова не е точна бројка, туку речиси, скоро 6000. Ќе видиме зошто. Еве уште еден со речиси. Пак големата борба. Големата борба меѓу Христа и Сатаната, што трае веќе речиси 6000 години, набрзо ќе биде завршена. Се уште не е завршена, затоа се помалку од 6000 години. Еве сега доаѓаме нели до она теза која што беше поставена дека 6000 години точно треба да има грев на земјата. Или борбата меѓу Христа и Сатаната на земјата е тоа, исто е. Големата борба меѓу Христа и Сатаната што трае веќе речиси 6000 години набрзо ќе биде завршена и затоа Сатаната ги удвојува своите напори да го осуети Христовото дело што се врши во полза на луѓето и да ги заплетка душите во своите стапици. Значи, борбата уште трае, ете во нејзино време, нели, речиси 6000 години, сега имаме цитат, ама ово е од главата, тоа се негде последните глави од големата борба, земјата запустена, опустена, како беше. Значи, веќе е завршена големата борба. Затоа, веројатно, гласи вака цитатот. 6000 години трае големата борба, че веќе е завршена. Нема сега речиси, туку 6000. Точно. Ако е воопшто точно, ако воопшто мисли Елен Вајт на точно. Сега ќе видиме, ова е цитатот кој што беше користен и од Валтер Фајт и од братот Никола, од темели на среќниот дом, и гласи: големиот план на откупувањето најпосле ќе се исполни и светот ќе се помири со Бога. Се што било изгубено поради гревот ќе биде обновено, освен човекот, и земјата ќе биде откупена, за да стане вечно живеалиште на послушните. 6000 години Сатаната се борел да ја задржи земјата во своја власт. Конечно, Божјата првобитна цел на создавање е исполнета. Значи, обновување имаме тука спомнато. Значи, завршена е борбата 6000 години. И ја да речеме до сега, под предпоставка дека е точен бројот 6000. Сега интересен овој цитат, следниот. Трето сведоштво, 491-492. Постојаното човечко престапување во текот на 6000 години, значи стану збор за гревот, за престапувањата, постојаното човечко престапување во текот на 6000 години, како плод, донело болест, страдање и смрт. Колку повеќе се приближуваме кон крајот на времето, сатанските искушенија да му попуштиме на апетитот ќе бидат се посилни и ќе ни биде се потешко да ги победиме. Остава впечаток како да 6000 години веќе трае престапот, ама сега како се доближуваме до крајот, уште не сме се приближиле, значи има уште екстра над тие 6000. Меѓутоа, ајде да кажеме дека се 6000. Не е проблемот бројката од 6000, меѓутоа поголем проблем е бројката од 4000, кои што наводно 4000 години грев доаѓаат до точен датум што се спомнува, а тоа е 27 после Христа, на неговото крштевање. Така беше истакнато. И тоа е тој цитат следниот, кој што беше спомнат и од Валтер Фајт и од брат Никола. Ево цитатот. Сега тука малку морам да успорам оти. Пак се изгледа вклучи во втора брзина. Христос во пустината на искушението. Значи, алудира на Христос во пустината, кога е кушан. Тоа е моментот. А тоа е веднаш после неговото крштевање. Тоа е 27 година после Христа. Стоеше на местото на Адам, за да ја поднесе пробата на која падна Адам. Овде Христос победи во корист на грешникот. И сега вели, 4000 години, откако Адам
и го сврте грбот на светлината на својот дом. Одвоено од Божјето присуство, човечкото семејство, секоја идна генерација се повеќе се оддалечува од првобитната чистота. Значи, цитатот како да вели, или еве тоа вели, ајде така да ги поставиме работа. Цитатот вели дека од Адам, од тоа кога му го свртел грбот на Бога, еве ќе кажам, вели тука на свет, добро, тоа е тоа, откако паднал во греф Адам, до Христос во пустината, 4000 години. Така вели. Еве сличен цитат во Копнежот на вековите. Алудира на истиот момент. Така не било со Исуса. Значи овде збори за како тоа Адам во сета полна своја сила, знаете, совршен, морал да се соочи со искушението на сатаната, ама така не било со Исуса. Ова има врска, нели, со тоа дека тој ја земал човечката грешна природа, падната природа, со проповедта на Часлав, но да се фокусираме на 4000. Така не било со Исуса кога влегол во пустината да се соочи со сатаната. Во текот на 4000 години, вели во текот, затоа што го опишува, нели, се опишува процес, затоа вели во текот, ама рамката е таа, бројот е тој 4000 години, човечкиот род опаѓал во својата телесна сила, во умната моќ и во моралната вредност. И сега Христос ги изел, тоа не толку интересира сега. Значи, уште еден цитат од Копнежот на вековите кој што вели дека до Христа во пустината, која бил кушан, или 27 година после Христа, 4000 години. Сега станува интересно. И овие цитати се само од Копнежот, некои следни цитати. Ај без јас да го читам, читајте и кажете ми кој момент е ова. Историски гледано, значи, кој момент од Христовиот живот. Или е прашање, кога Исус ја зел човечката природа, грешната човечка природа? Па кога се зачнал, значи, кога се овоплотил, ајде. За Божиот син би било речиси бескрено понижување, го знаеме овој цитат во еден друг контекст, многу добро, 48. И пазите, и Копнежот на вековите, ако ја земете како книга, хронолошки оди по животот Христов. Баш така е. Самата страна ви кажува дека ова е почетокот. 48, негде на почетокот. За Божиот син би било речиси бескрено понижување кога би зел човечка природа, дури и тогаш, кога Адам во својата невиност живеел во Едем. Меѓутоа Исус ја прифатил човечката природа, кога човечкиот род веќе 4000 години бил ослабен со гревот. Што сака да каже овој цитат? Еве ако размислуваме, нели, според и претходниот цитат велеше 4000 години од Адамовиот пат до Христовото крштевање, да кажеме, ајде, 27. Што вели цитатот? Од гревот до Христовото зачнување колку? 4000. Дали треба да веруваме на Елен Вајта? А не секам ова, не треба ова да го повторувам, знаете, затоа што влегува во умот уфрлена порака. Не. Одиме понатаму. Копнежот на вековите 652 страна, ова ви кажува дека негде на крајот сега на неговиот живот. Тука некаде. Христос стоел на превалецот меѓу две епохи и меѓу нивните два големи празника. Се мисли овде на Пасха и воспоставувањето на светата причест. Пасхата ја приначил во света причест. Тоа е тој момент. Тој, Божие јагне, без мана, наскоро требало себе си да се принесе како жртва за гревот и со тоа да му стави крај на системот на символите и обредите што 4000 години укажувале неговата смрт. Зборува алудира на жртвениот систем. Од кога е жртвениот систем? Се поврзува со гревот или не? Ајде. Па после падот одма самиот Господ првата жртва ја заклал. Првите жртви. Значи сега доаѓаме според овој цитат од падот во грев до кога е ова?
До 31 имаме 4000 години. Па сега до 4 BC пред Христа имаме 4000 години, до 27 после Христа имаме 4 години или до 31 после Христа се 4000 години. Кој е заклучокот? Да, од иста појдовна точка. Кој е заклучокот? Че веруваме на Елен Вајт? Јас си верувам. Тоа значи дека она апроксимативно зборува, го спомнува овој број. Значи, приближно, мислам, нели, не точно. Тоа е заклучокот, единствениот логичен заклучок. За мене, верам. Значи, од една поедовна точка, значи имате една помала одсечка до 4 пред Христа, па поголема одсечка од истата поедовна точка, еве сега математички ум, што да правиш. До 27 па до 31 и да е исто 4000 години, мислам. Па не се 4. 31 година имаме тука, од регјањето па до. Дури 31 година. Да, 33 и пол, ајде. Точно. Мислев на 31 година, па така ми дојде од нулта, ама да, предходно е, да. Следен цитат. Ова е пак уште по-прецизен, се надоврзува на предходниот од копнежот. Се спомнува, значи, пророштвото од 2300 денови и ноќи, затоа е вака контекстот. А во половината на седмицата ќе престанат жртвата и приносот. Што е тоа? Кога Христос ќе биде распнат, знаете, пророштвото од Данијел, 9 глава. 31-та година по Христа, 3,5 години по своето крштевање, Спасителот бил распнат. Со големата жртва принесена на Голгота се завршил периодот на принесување на жртви, кои во текот на 4000 години укажувале на идното Божие јагне. Сега сенката станала стварност и затоа требало да престанат сите жртви и приноси на церемонијалниот закон. Прецизно, 31-та година. 4000 години од жртвениот систем, односно од гревот. Кога станува збор за слайдовите, тој е последниот. Уште малку ќе се стрпиме. Па пак не сум предолг. Добро, го кажавме тоа за 1335 со цитатот. Во големата борба, 410 страна, кој што беше цитиран цитат од братот Никола, цитатот е вака, тие ги нема веќе, значи не. До помазаникот, Месијата, ова пак алудира на истото пророштво од Данијел 9 глава. Па Христовото крштевање и помазание со Светиот Дух во 27-та година од нашата ера совршено се вклопува во системот. Тоа беше цитирано. И се истакна дека системот, се мисли на системот од 4000 години. Како прво, преводот е тука утнат. Не знам дали треба да стои системот, меѓутоа е помогнете ми англиски кој разбирате, specification е зборот. Или дел, или добро, ќе спомнам друг цитат кај што истиот збор specification, Тасевски го превел вака, еве го цитатот исто од големата борба тука некаде, вели така јасно се исполнил секој дел од ова големо пророштво. И пак тука дел е specification. Значи, и во предходниот цитат, кај што се вели се вклопува во системот, не се мисли на никаков систем од 4000 години, се спомнува пророштвото од Данијел, се мисли совршено се вклопува во тоа пророштво, затоа што единствениот датум, ако не сте знаели, можеби прецизен датум што се спомнува во Новиот Завет, е токму таа 27 година. Ако читате Лука, ќе видите 15-та година од царувањето на царот Тиберий.
Тука се случува и крштевањето. Со цел е спомнат тој датум, за да се исполни, односно да ги насочи евреите во тоа време точно да сватат дека се исполнува пророштвото и дека Месијата е дојден. За жал, не го сватиле тоа. Значи, не станува збор за системот од 4000 години. Да. Сега, дури беше спомнат и овој дел, што исто е, не знам како да кажам, значи, колку јас што се сеќавам кога се изнесуваше она Берешит пророштво, сеќавате in the beginning на почетокот, првите неколку збора, наводно Мојсей таму шифрувано ставил некоја порака која што ние треба да дешифрираме, значи, така Господ мене не ме учи да ја проучувам Библијата како прво. И како беа тие заби, не знам што, сега не се ни сеќавам, не ми ни битно, на такви работи не се задржува мојот ум. Јаколку што се сеќавам, демек тие 2-3 први збора укажуваат на тоа дека од создавањето до Христовото распнување, дали која ќе биде смачкан, како беше тоа со забите, не знам што, се колку 4000 години. Повторно неконзистентност имаме сега. Од создавањето на земјата до распнувањето 4000 години, а ова му вели од гревот до распнувањето или од гревот до крштевањето. Разбирате ли дека ова е на крајот испаѓа каша попара, која ќе седнете и добро размислете. Имаше 2 цитата од големата борба, кои што ја ќе кажам дека, слободно ќе кажам, ќе ме сватите зашто велам злоупотребени, затоа што кога мислиш сега да си ја постигнеш тезата, ти умот така ти функционира, одиш и сега ги гледаш и тие цитати во тоа светло, ама не се во тоа светло. Еве го едниот цитат. Пророштвото на Даниел толку јасно упатувало на времето на доаѓањето на Месија и толку точно ја предскажало неговата смрт, што еврејските свештеници, значи пророштвото на Даниел, повторно истото пророштво од 9 глава. Внимавајте, ова е во контекст, ајде да го дочитам први, најде. Така што еврејските свештеници ги одвракеле луѓето од проучувањето на ова пророштво, најпосле рабените ги проколнувале сите што се обидувале да го пресметаат времето на доаѓањето на Месија. И ова беше ставено во контекст на денешно време и пресметка за доаѓање на второто Христово доаѓање. За првото Христово доаѓање имате прецизно пророштво, по-прецизно здравие на тоа пророштво се темели цела наша наука, ако сакате. Даниел 9 глава и 8 глава 14 стих исто. Тоа се најбитните пророштва. И да го ставиш во тој контекст, овој цитат е злоупотреба за мене. Уште еден друг цитат од големата борба. А за тој ден и час никој не знае, се цитира стихот од Матеј, глашеше најчесто истакнуваниот доказ на противниците кои ја отфрлија верата во второто доаѓање. Замислете си, ова го цитирале најчесто противниците кои што ја отфрлиле верата во второто доаѓање. Ако читате во контекст, ќе видите дека станува збор за... Прво да прашам, зашто зборува Исус во 24 глава Матеј? Што кажува? Времиња или знаци? Знаци. Значи, за луѓе кои што ги одвракале воопшто луѓето да размислуваат за воопшто некое второ Христово доаѓање, и од знаци и од се. Знаците ни се дадени за да знаеме дека сме близу. А колку близу тоа никој човек не му е дадено да знае. И точка. Нема друго пророчко време после 1144. И добре, ајде да не го читам сега тоа во контекст, тој цитат, баш тоа го кажува, читајте големата борба, 371 страна оригинал, запишете си или пак ќе гледате подоцна видеото. Тука негде е крајот.
Значи пак ќе повторам уште еднаш. Видовме дека 1335 дена, 1290 дена никаде нема да ги најдете во списите на Елен Вајт. Ете, едноставно ги нема забележано. 1335 само на едно, односно на 3 места, исти цитат, ви кажа во кој контекст. За некој брат кој што сметал дека тие денови не се завршени. Ако го читате цитатот, може би ќе ви дојде, ќе ви го кажам подоцна, ако сакате да знаете каде, може би ќе си речете, чекај, ама братот му е укажувано дека му е грешка тоа дека деновите се завршени. Може и така се свати цитатот. Меѓутоа, ако е така, тогаш зошто Елен Вајт некогаш не го укорила својот сопруг Джеймс Вајт, кој што исто така, мислам, верува дека 1844 се завршиле тие денови. Јураја Смит, големата книга од него Данилово и Откровение. Истиот метод и начин на пресметка го има. Историски. Или ден за година, пророчки, и се завршува 1844. Да се бавите со футуризам, да користите како адвентисти футуризам, тоа ве прави евангелисти, не адвентисти. Берешит пророштво, тоа е исто евангелистичко масло. Имате, ќе ви пратам линк, гледајте видеа, сватете самите. Ако не беа овие цитати доволни и јасни, не знам, еве самите, семете проучувајте, и тоа е и секојаш и пораката. Испитувајте се. Не му верувајте на никој, па и на мене не ми верувајте. Седнете и испитувајте. Може би хендикеп што не знаеме сите англиски, ама има начин, има брат, сестра до вас, некој што ќе ви помогне, знае, или па земете големата борба. Еве Копнежот, затоа ви ги дадов цитатите повеќето од Копнежот и големата борба. Мислам дека сите заклучивме, барем на оние клучни цитати кои што зборуваа за 4000 години, кои што баш ја кажуваа таа прецизна година, за од која после може да си земеш повторно произволно, ајде уште 2000 години, греф, па доаѓаме до 2027. Кога Исус ќе дојде на есен, 2027. Тоа е многу прецизно време за мене. Па нека не е датум и час. Ама видовме дека не можете да кажете ни 2, ни 3, ни 5, ни 10, ни 20, немојте па тоа иш да го кажувате, да се опуштате. Тоа не ни е дадено нам. Од многу практична причина знае Господ какви сме ние. Ние ќе се спремаме, ние ќе чекаме. Па ние по македонците какви сме? Па ние го чекаме последниот миг. Цели 2 години ќе ни кажат личните карти, не знам, треба да се сменат тамо со она глупавата додавка, да кажеме. И ние ќе чекаме тамо последниот ден, ќе се надзртаме и ваква гужа. И ние ќе се спремаме. Исус ќе дојде есен 2027, и тука негде од летото, да, уште од летото, ќе завршиме со одморот и спремај се, Исус доаѓа. Немојте ви смола, мислам ова практично, онака логички, чисто ако размислуваме, не зборувам ништо, еве на крајот може малку се насмеавме, иако е сериозна тема, но тоа е тоа. Нека Господ не чува, нека Господ ни даде прво негово водство, знаете, пак ќе кажам, секој може да сгреши, јас сум грешил, кој е непогрешлив. Ако седнете, ако отворите Библија да читате без молитва, без вистинско водство од Духот Свети и тргнете по свој памет, па вие ќе најдете, не знам, значи, еве сега, не знам дали да го спомнам, малку ја дзирнав онаа втората проповед, жал, снимката малку, мислам снимката е добра, аудиото малку е расипано, па како и да е, имаше таму, тоа е пак логика, нечија, моја не е. 2021, 2022 и 2023, кога ќе ги соберете, добивате 666. Веројатно се собираат илјадарките, па стотки немате, башка се собираат, не знам како, ама тоа може вие умот да си креирате, знаете, вака цик-цак, не знам какви се идеи за да дојдете до некои бројки или до било што. Ви се молам, значи, со вакви работи, со пророштва, со Христовото доаѓање мораме да бидеме внимателни, многу прецизни, што изнесуваме и како изнесуваме и така натаму, затоа што нема никаква духовна корист пред се. Јас секојаш од тука поаѓам. Дали нешто што слушам или што ќе го пренесам, има некоја духовна корист од тоа.
Ќе биде ли тоа храна за овците од пастирот? Знаете, денови слушнав Спурджон го кажал тоа, мислам дека интересно, ама не, воопшто ова не го ставите во никаков контекст. Че, само како мисла ми дојде. Вика, во последно време, во последните денови, вика, место да има пастири кои што ги хранат овците, имате кловнови кои што ги забавуваат јарците. Интересна мисла, мудрост. Треба добро да се размислиме. Дали добиваме храна, дали вистински се храниме и дома, или се занимаваме со некои небитни работи, кои што предизвикуваат само возбуда, а здравиот разум ќе го тргнеме настрана. Ме пак ќе кажам, живееме во такво време, во таков свет. Ѓаволот со какви се не возбуди се служи, за да ни го откачи паметот, да кажам така. На нас ни треба здрав разум, совест чиста и насочен ум кон она што се... Затоа што борбата е за умот, не заборавите. Тука е најголемата борба. Нека му е слава на Господа и нека Господ не води во понатамошните наши проучувања и нашиот живот. Амин.